Добро вечер и благослов Божи до сите слушатели кои што ќе слушаат емисијата или следат емисијата Гласот на вистината. Наша и ваша вечерашна тема се разбира е последните времиња. Но на што јас веќе и претходно го најавив минатата емисија, дека ќе зборуваме за последните времиња. Затоа што нешто ако е актуелно, како прашање, она што се зборува, она што се едноставно става на социјалните мрежи, тоа е прашањето последните времиња. Затоа и одлучив да зборуваме во Гласот на вистината за последните времиња. Не она што, почитувани слушатели, јас размислувам или некој други. Тоа може само да бидат одредени препоставки или тези. Но длабоко верувам дека Библијата има одговор на оваа прашање и таа пошироко зборува точно за последните времиња. На оваа тема ќе посветиме 8 до 10 емисии, кои верувам дека ќе донесат одреден благослов и знаење по оваа прашање. Вечерашната тема ќе биде воведна тема, ќе видиме што зборува Светото Писмо за последните времиња. Библијата има 66 книги, Стариот Завет 39, Новиот Завет има 27 книги. Вкупно Светото Писмо, наречено Библија, има 66 книги. Како во Стариот Завет, така и во Новиот Завет имаме ескатолошки книги, глави или стихови. Ескатологијата е гранка, се разбира, на теологијата. Теологија која значи наука за Бог. Ескатологија. Ескатологијата е проучување на претскажаните настани што треба да се случаат и во иднина. Значи, настани кои што денеска се случуваат или се случувале во минатото и настани кои што ќе се случуваат во иднина. Кога ќе го читаме Светото Писмо, ќе видиме дека одредени настани поминале, одредени настани се случуваат и одредени настани во иднина ќе се исполнуваат. Затоа се разбира ни зборува самото Свето Писмо. Затоа е многу битно и многу важно да го читаме Словото Господово, како што реков, дека тоа има да ни даде пошироко гледиште и најпрецизно гледиште по оваа прашање, последните времиња. Зошто денеска луѓето најмногу размислуваат за оваа прашање? Затоа што, почитувани слушатели, денеска сите ние сме свесни дека живееме во еден хаотичен свет и дека многу нешта се случуваат денеска и тие нешта кои што денеска се случуваат не тераат да размислуваме за последните времиња. Поточно зборуваме или дебатираме многу често пати на социјалните мрежи, па дури се пишуваат по ова прашање статуси, но сепак, повторно ќе кажам, ние ќе посветиме 8 до 10 емисии со помош на Светиот Дух и верувам дека ќе дадеме одговор преку самото Свето Писмо по прашањето последните времиња. Ескатологијата е проучување, како што кажав, на претскажаните настани или настаните што треба да се случаат во иднина. Моето следно прашање е ова: зошто треба да проучуваме ескатологијата? Ке спомнам по оваа прашање 3 нешта. 3 работи зошто треба преку Светото Писмо да го проучуваме или да ја проучуваме ескатологијата. Ве охрабрувам да почнете да ја истражувате и да ја проучувате темелно, се разбира, ескатологијата, која ни зборува за иднината, поточно за сегашноста и иднината. Тоа значи ескатологија. Ескатологија значи нешто што ќе ни открие во иднина она што треба да следи или она што треба да се случи.
Како што напоменав, ќе спомнам 3 работи. Прво, зошто треба да се проучува ескатологијата? Затоа што таа е дел од Светото Писмо. И второ, треба да ги проучуваме пророштвата, затоа што тие завземаат околу 1/3 од самото Свето Писмо. И трето, времето е блиско. Еве ќе прочитаме нешто од книгата Откровение, од книгата Апокалипса. Првата глава ќе читаме од 1 па се до 3 стих. Откровение на Исуса Христа, кој му го даде Бог, за да го покаже на слугите своји она што треба да стане скоро. Тој тоа го најави, испреќајќи го својот ангел на слугата свој Јован, кој посведочи за Словото Божјо и за сведоштвото на Исуса Христа и се што виде. Блажен е оној кој чита и оние кои ги слушаат зборовите на оваа пророштво и пазат на напишаното во него, зашто времето е блиску. Ќе отвориме исто така во книгата на Матеј, 24 глава, ќе читаме од 32 па се до 35. И еве што вели Господ Исус Христос. Научете ја параболата од смоквата, што ќе се помлади или ќе се помладат незините гранки и ќе пуштаат лисија. Знаете дека тогашка блиску е летото. Така и вие, кога ќе го видите сето тоа, знаете дека блиску е пред вратата. Вистина ви велам, да мине овој род, додека сето ова не се исполни. Небото и земјата ќе поминат, но зборовите мои нема да поминат. Што сака Библијата да ни каже поточно Исус со оваа парабола, која спомнува смоквата? Зборува за незините гранки и за незините лисија. Кога смоквата ќе ги пушти своите гранки и своите лисија, кога ќе расути, потоа ние узнаваме дека блиску е летото или летното мерење. Така сака да ни дај овознаење дека тогаш е блиску летото, но од друга страна Исус ни прави споредба поточно за последните времиња, кога сите овие нешта кои не обкружуваат, кои не зафаќаат, ќе видиме и ќе распознаеме дека времето е блиску. Самиот Исус зборува дека секое дрво се познава по својот плод. Сите настани кои што денеска ни зборуваат се познаваат или се познава дека времето е блиску. Дека нема баш толкаво, се разбира, време. Книгата Откровение или Апокалипса на грчки ни открива и ни зборува, се разбира, за последните времиња. Апокалипса од грчки, кој значи отпокира или открива. Прво, работите се кои се во тајност. Второ, Божјата волја и намера, кој што Бог ја има во своето срце за овој свет. Главен актер на последните времиња ќе биде самиот Господ Бог. Затоа, почитувани слушатели, ве предизвикувам внимателно да ја слушате емисијата Гласот на вистината, поточно да ги слушате сите овие 8 до 10 емисии кои ќе зборуваат за последните настани и за последните времиња. И тогаш ќе видиме кога ќе дојде крајот. Се додека не се одиграат овие клучни настани, крајот нема да дојде. Затоа реков, ќе видиме кога ќе дојде крајот. Како можеме да го препознаеме? Немаме хронолошка потврда, немаме временска рамка најточно кога ќе дојде крајот. Затоа дури и ни зборува Господ Исус Христос за тоа дека крајот на светот, кога ќе дојде крајот, кога ќе заврши светот, тоа го знае само неговиот небесен татко. Но затоа понатаму ќе видиме што Библијата ни зборува. Како што реков, работите кои се во тајност и Божјата волја и намера. Книгата Откровение ни зборува за сегашноста и иднината.
Зборот апокалипса исто така значи тргање на завесата за да се види нешто што е сокриено. Како и што претходно кажав, дека Светото писмо има 66 книги, Стариот завет 39, а Новиот завет 27, вкупно 66 книги. Кога зборуваме за ескатологијата, во Светото писмо имаме книги, глави и стихови ескатолошки. Нашето проучување ќе почне, се разбира, од Новиот завет. Ако даде Господ, наредната емисија точно ќе отпочнеме со Матеевото Евангелие 24 глава и Лукиното Евангелие 21 глава. Овие две глави во овие Евангелија се ескатолошки глави. Па дури во Новиот завет имаме ескатолошки стихови, имаме ескатолошки псалми. Тоа се вика пророчки книги. Углавно земено Библијата спомнува две книги кои се ескатолошки пророчки книги, кои се занимаваат со ескатологијата. А тоа е книгата Откровение, последната книга од Новиот завет и книгата на Данило. Таа зборува исто така за крајот на светот. Но ако даде Господ, како што реков, наредната емисија ќе отпочнеме поточно со 24 глава од Евангелието на Матеј и 21 глава, се разбира, од Лукиното Евангелие. Исто така, Марко можеме да видиме дека зборува поточно евангелистите го запишале она што Христос го спомнува за ескатологијата. Зборува исто така за последните времиња. И ќе видиме од каде Христос бил инспириран и кој му ги поставил овие прашање по прашање на последните времиња. Затоа дотогаш имајте убава и благословена вечер, Господ со вас, и се слушаме до наредната емисија, емисијата Гласот на вистината.